Ова е едно од најзгрозувачките видеа што осамна во светот. Маж на аеродром во Москва, без причина треска од земја 18-месечно детенце кое стои до него, додека мајката е по количката и багажот. Потресната снимка, снимена на аеродром во Москва, го обиколи светот. На неа е прикажан ужасниот момент кога турист крева и фрла беспомошно 18-месечно дете со глава на подот на аеродромот. Момчето сега се бори за живот. Тоа е во кома со сериозни фрактури на черепот и повреди на рбетот. Според изворите на Daily Mail, детето и неговата мајка избегале од бомбардирањето во Иран и штотуку пристигнале во Русија. Осомничен е Владимир Витков од Белорусија. Тој е снимен како го наблюдува детето кое стои покрај неговиот куфер, потоа се уверува дека никој не го гледа и го прави грозоморното дело. Нападите на американската војска врз 3 ирански нуклеарни објекти минатиот викенд не ги уништија клучните компоненти на нуклеарната програма на земјата и веројатно ја забавија за само неколку месеци. Според рана проценка на американската разузнавачка служба опишана за CNN од 4 лица запознаени со документот. Проценката е направена од Агенцијата за одбрамбено разузнавање и се базира на анализа на штетите спроведена од Централната команда на САД по нападите, рече еден од изворите. Бри Руш и нејзините деца го посетиле паркот посветен на диносауруси и успеала да сними еден симпатичен момент. Таа има 2 сина и 1 ќерка, а едно од момчињата, малиот Ноа, сериозно ја сфатил задачата да ги заштити својот брат и сестра. Додека поминувале покрај анимираниот диносаурус, Ноа на сите можни начини се обидувал да спречи братчето и сестрата да го допрат опасниот диносаурус. Целата сцена ја насмеала нивната мајка, но и илјадници интернет корисници. Ноа не дозволи нешто да им се случи на неговите брат и сестра, напишала Бри во описот на видеото. Skydweller Aero развива флота од најголемите автономни, беспилотни летала на соларна енергија, кои треба да овозможат одржлив лет без штетни емисии. Skydweller Aero, поддржан од своите американски и француски партнери, го представи најголемиот дрон на соларна енергија во светот со распон на крилја поголем од Boeing 747. Се вели дека леталото, направено од ултралесни јаглеродни влакна и опремено со 17.000 соларни ќелии, може да остане во воздух со недели и има за цел да лета мисии што траат до 1 месец без потреба од слетување или полнење гориво.